Ова е семејството Јаневи. Марија, Коста, Николина и Андреј. И да не го заборавиме Бубу. Нашите пријатели, семејството Јаневи, донесоа одлука да преземат нешто за енергетската ефикасност на нивниот стан. Така Коста и Марија ќе заштедат на месечните сметки за струја. Николина и Бубу се задоволни затоа што ја чуваат планетата. А Андреј ќе научи каде и како се губи енергијата. Никогаш не се знае за кој експеримент тоа може да му биде корисно во иднина. Ова е енергетскиот контролор, кој ќе им помогне да научат нешто повеќе за енергетската ефикасност и како да ја постигнат. Од јули 2014-та, Министерството за економија лиценцира енергетски контролори кои можат да издаваат енергетски пасоши. Основните елементи што треба да се имплементираат за да се исполнат критериумите за енергетска ефикасност понекогаш се лесни и не бараат голема инвестиција. Бубу малку се разочара што со пасошот не може да го префрлат станот на море ова лето, ама прифаќа дека сепак е корисен. Енергетската ефикасност на зградите се постигнува ако потрошувачката на енергија за греење, ладење, вентилација, загревање на вода и осветлување не ги надминува максималните дозволени вредности по квадратен метар. Општата контрола се состои од обиколка на објектот и собирање на основните податоци, а потоа анализа на потрошувачката на енергија. Потоа се утврдуваат можностите за заштеда и се предлагаат поединечни мерки. Најкритични точки каде што се губи енергијата се кровната површина, прозорците, ѕидната површина и подната површина. Термичкиот квалитет на обвивката на зградата се подобрува преку изолација на плафонот или таванот на највисокиот кат, поставување на дворешна топлинска изолација и замена на прозорци. Енергетскиот контролор ја завршува својата работа со изработка и предавање на финален извештај. Сега останува семејството да ги примени овие мерки како следен чекор на патот до енергетска ефикасност.